Одбиена уште една молба за регистрација на македонското друштво во Бугарија. Овој пат бугарскиот суд го одби барањето на друштвото на репресираните македонци во Бугарија. Судот, како една од причините поради која го одби барањето, ја наведува неговата содржина за која смета дека има политички карактер која игнорира бугарската суштина на одредени реони и води до поделба на бугарската нација. Во изјавата за телевизија Сонце во врска решението на бугарскиот суд, Стојко Стојков, член на председателството на ОМО Иленден Пирин, истакна. Ова не е прво такво одбивање за ова друштво конкретно. Минатата година исто друштво пак беше одбиено со прилично смешни аргументи. Во меѓувреме течеше една одисеја во која што бескрајно се одложуваше, враќаше случајот, судијата дури наводно добронамерно даваше совети што да се смени, како да се смени за да се регистрира друштвото. И откако сите негови совети беа прифатени и применети, ја гледаме сегашната пресуда, која што категорично одбива да регистрира друштвото, при тоа со едни би рекол сосема искрени, честни аргументи, така како што ги гледат бугарските власти. А именно, од пресудата се гледа дека самото тврдење дека има македонци и нешто специфично македонско се смета за престап во Бугарија, се смета за нешто што е антиуставно. Дури самото тврдење дека некој ќе собира информации за репресираните македонци се смета дека е насочено против единството на бугарската нација, а пак држањето на јавни предавања се смета како непријателски акт и престап. А тоа сето е вклучено во аргументацијата на судот. Една сосема искрена, пак би сакал да речем, аргументација без маски, затоа што додека траеше мониторингот на Комитетот на министрите по нашиот случај, до тогаш бугарските власти мимикрира, се прикрива и се преправа на демократски, само да успеат некако да го затворат нашиот случај. Откако тоа се случи, гледаме дека маските падна и тие поново се вратија на своите неискоренети тоталитарни инстинкти. Само што тоа нема да им помогне. Тие гледа заборавија што се случи со правото на мирно собирање. Откако не ни дозволија регистрација, се обидува да ги забрануваат нашите мирни собери, меѓутоа ние за тоа ги информиравме европските институции и ефектот беше сосема спротивен. Сега можеме слободно да се собираме. Мислам дека нешто слично ќе се случи и дека во Европа ќе сфатат најнакрај дека изјава на бугарските власти не може да се верува без докази. Бидејќи штом помине мониторингот, тие веднаш се враќаат на своите тоталитарни навики.